أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Благодарноста на почеток и на крај и во секој еден момент му припаѓа на Аллах Азза ва Џал, Господару на сите светови и владару на судниот ден. Салават и селам ќе испратиме до Аллаховиот миленик и пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, до неговото често семејство, дружина, асхаби и сите оние кои што го следеле и ќе го следат се до кијаметскиот ден. Почитувани браќа, почитувани сестри, најпрво на оваа рамазанска емисија организирана од порталот podvorci.mk, дозволете ми да ви го честитам мубарек месецот на Рамазан и Шариф, а потоа на сите вас кои што не следите да ви поселувам со исламскиот поздрав Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Почитувани браќи и сестри, нема сомнение дека секој човек што чекира по оваа земја во срцето носи една желба да живее убаво, мирно и со смисла. Без разлика кој сме, од каде доаѓаме и на кој јазик зборуваме, сите ја бараме среќата. Сите сакаме да имаме хајатен тајјиба, убав и пријатен живот. Но прашањето е, каде е вистинската среќа? И кој пат навистина води до мир на срцето? Во овој благословен месец Рамазан, Аллах не подсетува на најголемиот подарок што ни го дал, Куранот. Книга која не е спуштена за да не оптовари, туку за да не остобори. Аллах субхану ва таала во неговата возвишена книга вели: Таха ма ензелна алейке л-Кур'ана ли тешка. Таха, ние не го објавивме овај Кур'ан за да се мачиш, туку да бидиш радосен и среќен. Колку сам оптимистички зборој, колку убави зборој од страна на Аллах џелле шануху до сите нас. Имам Катада рахимахуллах, коментирајќи го овај ајет, велит: Валлахи, овај Кур'ан Аллах не го стави како потешкотја, туку да биде милост, нур и водич кон џеннетот. Аллах Азза ва Џал во неговата возвишена книга велит: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Навистина, овај Кур'ан Аллах не го објави освен како лек и милост. Овај ајет, Таха ма ензелна алейке л-Кур'ана ли тешка, секако првично беше објавен на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, но секако овај ајет е и за нас. Ова е порака дека овај Кур'ан не е за да ни отежне, туку юриду Аллаху бикумул јусра, ва ла юриду бикумул усра. Навистина Аллах сака да ви е лесно, а никако не сака да ви е тешко. Затоа што овај Кур'ан, инна хадал Кур'ан јехди лиллати хија аквам. И навистина овај Кур'ан упатва кон она што е наисправно. Преку овај Кур'ан човекот ќе знае како да го одбери најдобриот пат, највистинскиот пат. Ќе знае да види што е вистина, а што лага. Преку оваа книга Аллах субхану ва таала ги воздигнува и оние што претходно немале некоја голема позиција и голем углед. Нафи ибн Абдул Варис го срена на Умер ибн Ал-Хаттаб радијаллаху анху во Усфан, место кое што беше 80 километри од Мекка. Додека Умер радијаллаху анху на Нафи го поставил како управител на Мекка. Умер радијаллаху анху го прашал: кого остави како заменик над луѓето во Мекка? Тој одговори велејќи: Ибн Ебза. На тоа Умер радијаллаху анху праша па рече: кој е Ибн Ебза? Тој рече: еден од нашите ослободени робови. Умер радијаллаху анху рече: зарем си поставил роб на нив? Тој рече: тој е читач на Аллаховата книга и познаваш на прописите на наследството. На тоа Умер радијаллаху анху рече: навистина вашиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: навистина Аллах некои луѓе ги подигнува, а други ги понижува преку неа. Но овај Кур'ан
не само што ќе ги подигне луѓето на дуњалукот на високи степени, туку воено ќе ги подигне и на инниот свет. На тој страутен свет, кога јауме јефиррул мр'у мин ахих, на денот кога човекот ќе побегне од брата си, во уммихи ва бих, и од мајка си и од бабо си, во сахибетихи ва бених, и од другарите своји и од синовите своји, ликулли мрим минхум јауме идин шаъну југних. На денот тој секој човек ќе биде обземен со состојбата своја. Секој за себе ќе се занимава, секој за себе ќе мисли. Во тие мигови, кога се ќе биде покриено со страв и темнина, Куранот ќе стане светлина и заштита на своите читатели. Ќе дојд да се заземат. Пегамбер салаллаху алейхи ва саллем рече: читајте го Куранот, затоа што тој ќе дојд на судниот ден како посредник за своите читатели. Замисли, во моменти кога нема заштита, сам си доаѓа Куранот и го молит на Аллах џелле шаънуху, величи: Господару мој, ја го држев буден ноќен, го лишив од одмор и од страсти, дозволи ми да се заземам за него. Во едно друго предание, пегамберот салаллаху алейхи ва саллем велит: и ќе дојд Куранот на судниот ден, кој што го читал, па Куранот ќе каже: ја Раб, облечи го. И ќе му биде ставена круна на почита. Потоа ќе каже: ја Раб, зголеми моја наградата, па ќе биде облечен во облека на гордоста. Потоа ќе каже: ја Раб, биди задоволен од него, и Аллах субхану ва таала ќе биде задоволен од него. Во едно друго предание, исто така пегамбер салаллаху алейхи ва саллем велит: оне што ќе го читат Куранот, ќе го научит и ќе постапуваат според него. На судниот ден неговите родители ќе бидат облечени со круна од светлина, чија светлина е како светлина на сонцето, а ќе бидат облечени и во две облеки повредни од овој дуњалук. Па родителите ќе прашаат, тие ќе прашаат, ќе речат: со што ние сме облечени? Од каде оваа чест? Каква е оваа чест? Ќе им се рече: со тоа што вашето дете го прифати и го научи Куранот. Со учењето на Куранот на вашето дете. Почитувани браќа и сестри, доколку навистина сакаме среќен живот тука, среќен живот на ахирет, лесно полагање во гробот, да го учиме, да се подучуваме и да ги поучуваме на другите со Куранот, се пренесуваат за Ебу Менсур Ал-Хајјат, кој што пресел 499 година и кој 70 цели години ги подучувал на луѓето со Куран во џамија. Во тие 70 години Абу Менсур ги подучил на 70.000 ученици со Куран. Па кога пресолил Абу Менсур, некој од неговите блиски го видел насоне, па му рекол: што Аллах направи со тебе? Па на тоа Абу Менсур одговорил: ми опрости Аллах. А со што ти опрости? Ќе речи: со Ел-Фатиха, со Елхамдулилlah, кој ги подучува в десата и старите в џамија. Може би многу од нас ќе речат: ова е само за оние кои се очи, оние кои што име шанса да ги подучуваат. Исто така Ибн Дакик Ал-Аид, еден голем шафиски научник, велит: ми умре мојот ученик, па го видов во сон. Па го прашав за неговата состојба. Што Аллах направи со тебе? Како ти беше стањето таму? Како беше твоето стање во гробот? Тој рече, овај ученик рече: кога ме кладе во гробот, ми дојде куче како зверка и почна да ме напаѓа. Потоа дојде еден човек во убав лик и го фати со рака, па го отстрани. Му реков: кој си ти? Тој рече: јас сум наградата за твоето читање на суратул Кехф на денот на џума. Почитувани браќа и сестри, денес многу од нас се жаламе. Се жаламе дека не сме рад. Се жаламе дека не сме среќни. Во што е проблемот? Одговорот е многу едноставен. Велит Абдуллах ибн Месуд радијаллаху ан, кој сака да види колку навистина го сака на Аллах џелле шаънуху, нека се спореди самиот со Куранот. Па ако го сакат Куранот, тој навистина го сакат и Аллах џелле шаънуху. Аллах џелле шаънуху во неговата возвишена книга велит: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ако ќе биде равнодушен кон опомената моја, кон говорот мој, кон Куранот, навистина тој ќе имат
тежок живот, тежок, анксиозен, депресивен живот, но таа тежина ќе биде и на ахирет, па Аллах Джелешану велит: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И на судниот ден ние навистина ќе го проживееме слеп. Па човекот ќе прашат: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Па ќе рече: Господаре мој, зошто ме оживеа слеп, а ја гледав? Па ќе рече Аллах Джелешану: ете така ти доаѓа ајатите наши, па забораваше на нив, и ете така денес ќе бидеш заборавен. Почитувани браќа и сестри, ја го молам Аллах Джелешануху да го направи Куранот светлина на нашите срца, мир за нашите души. Го молам Аллах Джелешануху да преку Куранот ни подари убав живот на дуњалукот и спас на ахиратот. Го молам Аллах Азза ва Джел да не оддалечи од Куранот, да го направи да биде наш другар во гробот и наш заземник на судниот ден. Го молам Аллах Джелешануху да ни опрости нас, на нашите родители и на сите верници. Амин ја Раббел Аламин. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.